Се започна од прибе и извештајот во кој експертската група лоцира манипулации со автоматската распределба на судските предмети. Имало мешања во АКМИ системот за сензитивни предмети да завршуваат кај конкретни судии. Констатирале во извештајот. Експертите лоцирале повеќе начини како тоа се правело. Еден од нив преку менување на распоредите, со што судиите се испраќале во други оддели. За да се провери ова, следуваше формирање на работна група од Министерството за правда, составена од судии, представници на правда и IT експерти. Во октомври и ноември направија увид во Кривичниот суд, во Скопска апелација и во Врховен. Во 2017 година годишниот распоред за работа на судиите бил сменет 9 пати во Врховниот суд. За 2 години во Кривичен бил променет 10 пати, објави министерот за правда во декември, кој ги соопштуваше на одита. При увидот во судот е констатирано дека постојат 860 предмети во кои нема доделен судија. Со ова се доведува во прашање точноста на статистичките податоци во месечните и годишните извештаи за работа на судот. Исклучувањето на судиите од автоматската распределба на предметите се вршело без изготвување на писмена одлука со наредба и без образложена причина. Тоа се правело само со параф на председателот на судот и со телефонско јавување во судската писарница. Од правда извештајот заврши во рацете на обвинителството, но и на судскиот совет. Класифицираноста беше причина да се одлага неколку месеци разгледувањето на извештајот од страна на членовите на советот, но председателот Караджевски, кој поседуваше сертификат, рече дека го погледнал и нема ништо драматично во него. Ништо помпезно, ништо страшно, да речам, како што е најавено, како што се јавува во медиумите, во тој извештај го нема. Јас имам разменено со сертификат, го имам разгледано, така што не сум уведен дека има многу разлики во она што ние досега, кога сме работеле, сме го констатирале. Наодите од извештајот беа доволно сериозни за други членови на советот, кој по дискусија и спротивставени мислења изгласа да се одложи изборот на председател за апелација, за да се направи вонредно оценување на кандидатите за председател. Тие 4 кандидати од основен еден се дискриминирани со таа оценка од 2016-15. Бидејќи со АКМИСот извештајот се тврди дека не било во редо судот, се земале, се давале предмети, се приговарало годишни извештаи, па не се примале, па ова, па она, по 2 месеци не работеле луѓето, не можеле да остварат резултат. Немале можност судиите на единица да испливаат со бодови, па никогаш не сме правиле таква разлика. Вие имате 4 судии на апелациониот суд со одлични бодови, имате судија на основен суд Кавадарци со одлични бодови, и суди на Скопска единица. Па кој вели дека мора само Скопска единица да судите или од Скопска двојка да бидат избрани во апелациониот суд Скопје? Самарџиски, Зафировска, но и Лидија Каначковиќ се тројцата членови на комисијата кои биле избрани со жребка и треба да испитаат дали имало неправилности во судовите, објаснија од судскиот совет. Претходно советот ги бараше и доби од правда записниците направени на увидот во судовите, а повика и представник на фирмата што го изготви АКМИСот.